Па мислам дека ова е се бламажа со овие наводни групи кои што се прават, тие се вонуставни, тоа е веќе трета фаза кога треба да има нацрт на амандмани. Ќе се оди на некое соломонско решение, меѓутоа мислам дека утакмицата е продадена и дека ВМРО за жал ДПМН е потклекна под притисокот. Тие ја сменија плочата, направија салто мортале со својата изјава за хрватски модел на преамбула и веќе тоа значи дека тие се на линија да го променат уставот. Ние веќе отпочнавме една мини кампања во сите градови, во сите наши локални ограници не за уставни измени, бидејќи сметаме дека тоа е софиска платформа која што не вродува со плод, никакво добро не може да донесе за Република Македонија. Ставањето на бугарите во уставот не е така наивно, тоа носи правни консеквенции баш поради тоа што Република Македонија е држава која што признава малцински колективни права и тоа повлекува многу понатаму, повлекува бугарски културни клубови, повлекува радио и ТВ канали, повлекува културна пропаганда која што досега се финансираше од странски фондови, а сега ќе се финансира од државниот буџет, така што тоа не е воопшто наивна констатација, тоест промената на преамбулата не е воопшто наивна. Ние ќе сториме се тој процес да го спречиме. Се надевам дека во овој парламентарен состав нема тоа да се случи, меѓутоа во идниот убеден сум дека големите партии веќе имаат продадена утакмицата и од тука ги повикуваме граѓаните да гледаат кој се бори искрено да го сопре овој мачен процес кој што е второ полувреме. Рачунете, преспанскиот договор беше едно предавство, ова е второ. Меѓутоа ќе дадеме се од себе да го спречиме, затоа што на следни избори левица очекуваме да има двоцифрен број на пратеници и отпорот кој ќе го дадеме ќе биде многу поголем отколку сега што успеваме. Еве за Бехтел и Енка гледате дека се бориме само ние двајца. Така што мислам дека следуваат тешки времења кои што само ќе ја отворат Пандорината кутија за понатамошни бугарски вета, а нема да ја затворат.